Ме тепаше со стап, со клуци, со боксови, ќе ме фатеше за коса и главата од зид ми ја удираше. Морав да клекнам на коленици и да го молам за да попушти. Животот ми беше таков цели 15 или 16 години. Со солзите на очи ни раскажува 58 годишната жена, сместена во шелтер центрите за засолнување на жртви на семејно насилство. Таа е само едно од жртвите на семејно насилство во Македонија, а најголем дел или 98% од жртвите се жени и деца. Во Македонија денеска се обележува меѓународниот ден на борба против насилството врз жените, со активности кои треба да го свртат вниманието на јавноста на проблемите со семејното насилство, силувањата и другите видови насилства насочени против жена. Семејно насилство има во сите слоеви на македонското општество, но најчесто го пријавуваат жртвите од пониските социјални слоеви. Изминатиот период има зголем број пријавени случаи на семејно насилство, но нема статистички податоци за тоа колку кривични постапки се поведени бидејќи предметите во судовите не се водат издвоено. Резултатите на многобројните истражувања во светот и кај нас даваат податоци кои алармираат дека проблемот е мощно сериозен. Во Република Македонија секоја втора жена е жртва на психичко насилство, секоја пета жена на физичко насилство, а пак секоја 10 на сексуално насилство. Во 60% од семејно насилство се провлекува алкохолизмот, така да проблемот со бракот, кој што е исто така во една деликатна фаза, од една страна е традиционалната брачна констелација, од друга страна се современи принципи на бракот, каде што исто така може да генерира зголемена тензија и појава на семејно насилство. Семејното насилство е скриено во повисоките слоеви, додека во семејствата каде се со понизок социоекономски статус се повидливо и мислам во тие семејства и почесто бараат заштита од семејното насилство. На национално ниво има 415 жртви на семејно насилство. Во пораст е исто и семејното насилство врз мажите, таа бројка е околу 62 на национално ниво. Дури 80% од нив се невработени, со ниско или средно образование, покажуваат податоците од истражувањата спроведени на над 2000 лица со кои располага Министерството за труд и социјална политика. Министерот Ристовски вели дека оваа дополнителна стимулација за зајакнување на економските владини програми за отварање на нови работни места. Се практично директни програми за поддршка во насока на вработување на жените жртви на семејно насилство. Ние во изминатите 2 години интензивно работевме на овој проект, затоа што првично најголемиот проблем со кој што во една фаза на почетокот се соочивме беше со проблемот практично на виктимизација, односно на стигматизација. Насилствата не изоставуваат и кај жените со високо образование, каде бројот на жртви е 28%. Ке мажите пак не се забележува некој значителен тренд во зависност од образованието и тие помалку пријавуваат семејно насилство. 32 се мажи кои што пријавиле дека сопругите ги малтретираат, што сето тоа покажува дека е подигната свеста за пријавување, жртвите да го пријавуваат насилството. Има и неколку причини поради кои жените тешко одлучуваат да пријават насилство, но основата е недоверба кон институциите. Последните анализи покажуваат дека жртвата најчесто се јавува на SOS телефоните. Ако се јавите вие во Министерство за внатрешни работи, бараат некоја изјава, па од кај се јавуваш, па каде се јавуваш, што пријавуваш, па не е тоа наша надлежност, тоа е на труд и социјала. Ако се јавите во труд и социјала, 300 телефони ке добиете, додека се јавите во конкретниот случај кај што треба да го пријавите. Република Македонија во 2004 година ја оформи законската рамка за ефикасно кривично правна и општествена заштита пред се доминантно на жените жртви од семејно насилство. Податоците говорат дека земјава активно се бори со оваа појава. Семејното насилство често се пријавува и го има во сите социјални слоеви, но поголем дел од жените молчат. Ситуацијата е уште полоша во руралните средини, каде нема никакви системи за заштита или поддршка на жртвите. Ако вие немате амбуланта, гинеколог, каде што можеби би се прегледале и да се документира таков тип на насилство, како може да се очекува таа жена да го пријавува таквиот тип на насилство, бидејќи најчесто тие си економски зависни, едноставно можеби немаат средства ни да стигнат до најблиската институција, камоли понатаму да се справуваат и со последиците кои што таквиот процес ќе ги доведе.
Ние со кампањата сакавме да постигнеме поголемо вклучување на младите луѓе во борбата против насилството врз жените, со посебен акцент на младите момчиња кои што треба нели уште од одредена возраст да учат како треба да се однесуваат према жените како основно и кои се последиците доколку пробаат или во некои услови извршат некакво насилство. Не постојат прецизни бројки за бројот на жртвите кои секојдневно трпат насилство. За официјалните институции охрабрувачки фактор дека се зголемува бројот на пријавувањата и тоа за повеќе од 20% во однос на минатите години, но ситуацијата на теренот покажува дека овие податоци се далеку од реалните. Во 2011 година досега се поднесени 511 пријави за семејно насилство, а во 2010 година 498 пријави. Зголемувањето на пријавувањето не е резултат на зголемување на бројот на случаи, туку на зголемената свест на жртвите на насилство. Предложени се 169 привремени мерки, од кои во 21 случај се прифатени такви мерки за временно отстранување на насилникот од домот или згрижување на жртвите.